Пратеничката од Флорида, Ана Полина Луна, која председава со работната група за декласификација на федералните тајни во Конгресот, во врска со теми како неидентификуваните летечки објекти, се залага за транспарентност во владата во врска со оваа тема. Во најпознатиот подкаст на светот, Joe Rogan Experience, таа вели дека оние кои што пријавиле видувања на НЛО честопати се соочуваат со стигма, особено припадници на војската, кај кои вакво пријавување може да го загрози нивниот безбедносен сертификат и кредибилитет. Луна тврди дека на пратениците им се покажани докази за интердимензионални суштества, како што самата изјави. They've seen things, and what I can tell you without getting into classified conversations is that there have been incidences that I believe where very credible people have reported that there have been movement outside of time and space. Без да навлегувам во класифицирани разговори, имало инциденти каде што верувам дека многу веродостојни луѓе пријавиле дека имало движења надвор од времето и просторот, рече Луна. Врз основа на фотографиите што ги видов, многу сум уверена дека постојат работи што не се создадени од човештвото, изјави Луна. I think that they can actually operate through the time spaces that we currently have. And that's not something that I came up with on my own. That's based on stuff that we've seen. That's based on information that we've been told. Пратеничката во однос на неидентификуваните летечки објекти изјави: "Мислам дека тие всушност може да дејствуваат низ просторот и времето. Тоа не е нешто што го смислив сама. Тоа е врз основа на работи што сме ги виделе. Тоа е врз основа на информации што ни беа кажани", изјави пратеничката Ана Полина Луна. Во февруари, таа заедно со Джеймс Комер, пратеник републиканец од Кентаки, испратија писма до државниот секретар Марко Рубио, секретарот за одбрана Пит Хексет и директорот на ЦИА Џон Редклиф, барајки брифинг за сите документи и докази што ги поседуваат поврзани со неидентификувани аномални феномени, како што сега се нарекуваат неидентификуваните летечки објекти, со цел да се обезбеди транспарентност за американскиот народ, како што самите велат. I definitely think that there's a level of advanced technology that the U.S. government has, and I think that tech can be housed within the defense contractor realm, and of course some information is going to be classified, but I can also tell you, and this might sound crazy, but based on our investigations and stuff that we've seen, okay, there is definitely something that I think would rival what we know currently with physics, and a tech that potentially is out there that we don't have the ability to reproduce. What I can also tell you is based on our interviews, and this has been something that you can go back and watch with the congressional hearings, but I was actually able to ask some of the witnesses, what are these things? And they keep saying interdimensional, and then when you talk about the interdimensional aspect of, are these things pre-existing, maybe outside of what we currently know as our own dimension? Дефинитивно има нешто што можам да ви го кажам со сигурност, а што во моментов не знаеме како да го објасниме, му рече Луна на Џо Роган. Таа исто така верува дека САД има технологија за обратен инженеринг на неидентификуваните летечки објекти. What I can tell you is that when you have thousands upon thousands of people around the planet throughout time that have reported something, right? To say that those people are crazy, to say that, the whole concept of even just asking the question that you might not necessarily be psychologically sound, that in itself, that's a disinformation campaign. Кога имате илјадници луѓе низ времето што пријавиле нешто, да кажете дека тие луѓе се луди, да кажете дека целиот концепт на само поставување на прашање може да значи дека не сте здрави, тоа само по себе е кампања за дезинформации за да ги натерате луѓето да замолчат на таа тема, рече Ана Полина Луна. I think that part of the fear is that you have advisors that think that, the American people or humanity might not be able to handle it. There's this protective complex, but then also too, I think when you are talking about these things, for a lot of people, I think that it kind of can rock your world a little bit in regards to where you stand in a faith perspective, and then also too, an aspect of, well, how do you even begin to explain it? Таа исто така и додаде дека постои заштитен комплекс од властите, кои веруваат дека американскиот народ можеби нема да може да се справат со тежината на вистината, доколку
вистината биде објавена. Have I seen a portal open? No. Have I seen a spaceship? Personally, no. Have I seen evidence of this? Yes. Have I seen photo documentation of aircraft that I believe were not made by mankind? Yes. Is there historical significance to this? Yes. Is there multiple events that go back to, I would argue, maybe even before the time of Christ that have documented this in text? Yes.